Почитувани граѓани, почитувани медиуми. Македонска каменица е многу убав пример како може животот за само 2,5 години да се смени на подобро. Ова рударско место е доказ дека СДСМ и владата на СДСМ работи буквално за сите, дека го унапредуваме животот на сите и дека нашиот исток веќе не е заборавен и запоставен. Ја исправивме неправдата што со години им беше нанесена на рударите во делот на нивното пензионирање. Ветивме и реализиравме намалување на старосната граница за пензија на рударите кои што работат во подземен коп и тие сега наместо на 58 години може да се пензионираат на околу 50 години. До сега според оваа мерка во пензија само во Македонска каменица се заминати над 100 рудари. На овој начин се грижиме за рударите чија работа е исклучително тешка, но истовремено отвараме и нови работни места за младите. Го решивме и проблемот на стечајците. Речиси 12.000 стечени работници веќе добиваат месечен надомест од 8.000 денари до нивното пензионирање. Можеме повеќе и со минималната плата. Замислете, таа беше 9.000 денари, што е срамота. Минималната плата не е само бројка. За некого тоа е и цел живот. Во ВМРО тоа не го разбираат. Татини синови со длабоки джебови не го знаат тоа. Минималната плата ја држаа постојано на мизерни 9.000 денари. Тие нека кажат како да се преживее некое семејство со 9.000 денари, како да се школуваат децата, како да се нахрани и облече семејството, да има покрив над глава. Но заврши тоа време. Денес ја зголемивме минималната плата за цели 5.500 денари во исклучително краток временски период. И таа од 9.000, денеска е 14.500 денари. Нашето цврсто ветување е дека во време на целата здравствена криза минималната плата ќе се одржи на 14.500 денари, а до крајот на новиот чист мандат добиен од граѓаните, минималната плата ќе биде зголемена до 40% или околу 20.000 денари. Покажавме дека ја зголемивме за 5.500 денари, затоа граѓаните треба да знаат. Со новата влада на СДСМ продолжува растот на минималната плата. Навистина има разлика. Има разлика и во тоа што не шепкавме по улици и во кафани. Има слобода, драги луѓе. Слободата, она наосновното нешто во животот, ни го зедоа и успеавме во овој период заедно да си го вратиме назад. Знаете ли колку луѓе, цели бизниси им беа украдени? СДСМ носи решенија за проблемите на граѓаните. ВМРО ДПМН носи обнова на преродбата, на режимот и го враќа назад Груевски во државата. Со СДСМ иднината е сигурна. Таа иднина е во НАТО, но и Европската Унија. Иднина со многу повисоки плати, со стабилна и растечка економија, со нова македонска економија. Иднина со осигурано здравје на граѓаните и јак здравствен систем. Понудата на СДСМ на овие избори е понуда која носи план за успешно справување со последиците од корона кризата, уште посилен економски раст, уште поодговорни институции, уште понагласен напредок, но носиме ред, правда и дисциплина за сите. Јавноста е сведок кој носи антикризни мерки за помош на работниците, економијата, пензионерите, младите во целиот овој период. А кој по налог на Мицковски блокира средства од Светската банка и од други меѓународни институции. Затоа на 15 јули направете го паметниот избор. Благодарам.